Што се случува и што ќе се случува со Република Македонија? Изминатите години сме сведоци на пржински договори, преговори, разговори. Еден број странци ни дојдоа на гости, пробуваат да ни помогнат, пробуваат да ни дадат совет што ќе се случува со Македонија. Добронамерен или не, некои велат да, некои велат бога ми и не. Што ќе се случува со Македонија е прашањето кое што се го поставува секој македонски граѓанин. Ќе имаме ли војна, ќе имаме ли некој вид на судири? Факт е дека деновиве на улиците на Република Македонија огромен број на граѓани со црвена и жолтата боја на себе, боите на македонското знаме, излегоа да побараат стоп за разнебитување на Република Македонија. Сите си го поставуваме прашањето што ќе се случува. Во ова емисија на Досие разговараме за тоа, ќе има ли судири, ќе има ли војна во Македонија. Што за тоа велат звездите, астрологијата, што велат пророштвата, што велат бројките, но што велат и безбедњаците. Ситуацијата на електризирана поради транзитирањето на Марс до некаде до првата половина април, во прво поле. А Марс предизвикува убиства, војни и така натаму. Малку е незгоден тој период април-мај, например, во албанскиот блок. Нема нити опасност, нити воопшто гледам причина зашто би дошло до било каков воен конфликт. Во Досие разговаравме со астролози, со нумеролози, но и со луѓе кои што ги познаваат безбедносните ситуации и ги прашавме кој е ризичен период за Република Македонија, кога најмногу да стравуваме и треба ли да стравуваме. Значи интервенции странски се неминовни, но и проблем доаѓа и девета куќа представува туѓа религија, филозофија, значи се јавува албанската платформа, значи тоа личности што е малцинство, друга религија сепак, нели? Што вели понатаму, каде оди после од девета куќа во? Во 10-та куќа. Значи иначе он сега ќе почне и ретроградно да се движи. А ретроградно кога ќе почне можно да се случува пак некои договори, значи да се формира влада за избори или така нешто. Ќе дојде до судири најверојатно поради големите сили, бидејќи ќе се одмерат. Македонија секогаш била клучна точка. Ќе имаме војна? Сакате да кажете стои војна овде? Па не би рекол дека ќе биде тоа 2001. Не дај Боже ако случи војна, значи нема да има оно етнички конфликт, има граѓанска војна. Марс е во прво поле, затоа е напната ситуација. Тоа ќе биде некаде до крајот на март, некаде почетокот на април и тогаш влегува во второ поле и значи април месец или крајот на март кој ќе дојде сепак да договори за избори. Овој период, заради таа огнена енергија што има, значи март, јануар, крајот февруар, март до април нека и нека август, пошто се одмори, тоа веќе индиректно фаќа. Значи тоа веќе не е толку изразено. Значи самото транзитирање на Сатурн и девето поле, тоа е вмешување на странците во Македонија. Тука се веќе двете сили. Ке излезат ли? Излегува ли тоа поле? Он е 2,5 години војнен знак. Значи кризата ќе излезе колку излезе, ќе се формира влада, но тоа тека од есента може чак и некои конфликти помали или обиди за влегување кој што имаше 2001 од Косовскиот корпус. Оваа година ја спомнав дека е условно неповолна, значи предпролетно. Всушност, кај нас секоја предпролетна фаза некако е поосетлива. Значи, во Македонија, заради што сме ние по ветска астрологија, значи Овен, и нагласено ни е полето на Лав и на дефинитивно тука и Сонцето и Месечината се во Лав во петото поле. Секој пролетен период, значи транзитите се во тоа 12-то поле, кој е генерално неповолно или поле на непријатели, поле на внатрешни тензии и така натаму. Во изминатите 2,5 години до изборите, Сатурн беше во 8 куќа, во куќа на блокади и пречки. Значи а Сатурн во астрологите представува врховната власт. Значи невозможност формирање влада и разни глупости. А сега е во 9-то поле. Значи поголем интерес и интервенција доаѓа од странство. Еве тука е код доказ Тиранската платформа. Може и некој политичар да падне, гледајќи го, треба само големо внимание за да избора. Не се исклучен жртви.
Значи, овој лош период е покрив 12-то поле, тоа е поле на подсвесна непријатели и плюс е ситуацијата на електризирана поради транзитирањето на Марс до некаде до првата половина април, во прво поле. А Марс предизвикува убиства, војни и така натаму. Тоа е војница на планета, кој што е познато, нели? Марс е бог на војната. Малку е незгоден тој период април-мај, например, во албанскиот блок. Значи, астролошки барем интересна позиција, што Марс, например, многу брзо го поминува тоа некое поле на Одовен во Биг, знаете. Тој транзит кога е брз, он дава тој тип на ефект, значи дава некое неочекувано, изненадено, некогаш дава воено, некогаш дава криминогено нели дејство. Најчесто Марс е врзан со полиција, со војска или со криминални структури, знаете. И тој аспект значи е како нешто што може да се очекува. Веднаш се гледа дека Македонија ова е му познак и ги гледат еве во Сонцето, еве во Меркур, значи во 12-та куќата, куќа на посвесни непријатели, значи самите процеси сега што се случуваат 15 на деновите Меркури во 12-та куќа, се гледа дека ќе се случат. Запишано ни е во звездите, значи. Токму така. И ово ќе потраи некаде до крајот на март. Ако говориме дека, ја веќе го коментирав на крајот на минатата година, дека април и мај, после тоа неповолен е за Дуи, например, за Ахмети, и можеме да говориме сега причината на таа неповолност. Значи до мај месец има некои поосетливи денови и треба ова да се свати дека треба народот едноставно не да биде вознемирен, туку напротив, едноставно да си ги конзистентно да си ги собере редовите. Исто како и политичката ситуација во земјави, астрологијата не е толку едноставна за толкување. Има два типа на астрологија. Една е онаа западната која што повеќето од нас ја познаваат, а една е индиската астрологија. Симеон ја работи токму индиската астрологија. До 90-тите некаде ја работил и западната, но потоа увидел дека оваа е малку поточна и попрецизна во предвидувањата за тоа што велат звездите. Еве што значи оваа астрологија. Симеон дури анализирал кои типови на знаци од оваа астрологија од индиската се поволни, а кои се неповолни. Тој вели дека Балканот генерално има војничка карма. А потешки години следуваат генерално за Балканот, ја веќе тоа го коментирав можеби пред 5-6 години, од проста причина со Сатурн, планетата што е врзана со широки народни маси, значи полека се доближува до своето јарчевско поле. А јарецот, меѓу другото, е врзан со Балканот, како регија. Јарецот, меѓу другото, е оној што е тврдокорниот, оној што сака да обструира, да едноставно се здружува со подземјето, да прави сплетки, стопки и така натака. Всушност, он е нестрплив, во смисла да ја третира вистината и едноставно тука се здружува заради лични егоистични потреби. Тоа влие на широки народни маси негативно, во смисла ако претходно не се превенира. Значи, ако претходно се направи соодветна економска, политичка програма за тој период, ако се обидеме да решиме некои недоразбирања што сега ги имаме, тој период може да биде кохерентен на државата и тогаш ве спомнав пред малку. Едно е да граѓаните излезат, например, на протести, а сосем е друго да излезат, например, да слават некоја спортска победа или евентуално да одат на некој карневал на маски и така натаму. Говориме да после 2019 година, од проста причина што тука веќе он се припрема за тој негов сериозен транзит, например, 2 пати по 3 години низ две полиња. Тоа е Јарчевското поле и полето на Водолија. Тоа не е само за нас, тука генерално тука е за оваа цела регија, збориме, Грција, Македонија, Босна, значи да. За Македонија, ако се праша што е најважно да обстои, духовното поле е многу важно, пазете 9-ти сектор е тоа. Меѓутоа, во наталната карта на Македонија, во 9-то поле е Раху, таа темна, демонска планета. Оваа планета од 2014 активна и незината фреквенција е 18 години, отприлика. И сега замислете, она е врзана со странски служби генерално, врзана е со највисоки дострели, она што се врвни дострели во светот. Ако таа темна енергија знаете да ја препознаете, знаете да ја исканализирате и да ја трансформирате да ви биде бенефитна, нема подобра од неја. Значи, таа дава 3 пати повеќе него било која друга планета, знаете. Али ако не ја препознаете,
Ако не знаете да ја трансформирате и да ја искористите, таа е деструктивна и секогаш прави големи проблеми. Раху е добар кога она што ни е непријател го правите да ни биде пријател. Раху е добар кога вие комуницирате, пошто е со странците врзано, комуницирате на начин кај што ги разбирате што они сакаат да ви пренесат преку невистините, пазите, намерно го употреби зборов невистините, бидејќи Раху најчесто е планета што компрометира. Значи, таа не е планета што ќе ви даде во пакет вистина, знаење или ред. Она секогаш е она морковот и стапот со неј заврзана, знаете. И тоа е тоа незгодното. Значи, ако ова се препознае и ако се трансформира, тогаш таа е една од најдобрите вибрации, значи што може да се случи. И таа генерира големи успеси тогаш. Меѓутоа таа е многу сложена. Многу малку луѓе знаат за да ја исконтролираат, да потрошат. Странските служби, рековте, странски влијанија, странски Дефинитивно да, дефинитивно да. Раху најчесто работи со луѓе надвор од тоа се луѓе внатре, меѓутоа и со надвор. Значи таа аксијална сила има внатре надвор, знаете. Нема тоа да биде лесен или мирен. Раху никогаш не прави тоа да ви биде, знаете, со некоја траекторија што сте замислиле реална, редовна. Најчесто он прави гром енергија, така се вика. Значи, ништо не се случува и се случува изненадување, онак. Политичко, економско или било што ве збунува. И се случува неповолно, ве збунува, после 2 недели ви се случува многу позитивно. Раху секогаш така прави. Он се вели да не знаеш каде си. Да не знаеш кај си и баш кога губиш надеж, он секогаш дава решение и тоа ги дава решение кои, реков, другите планети можат само онака да бидат, како се вика, банкарски, значи со 2% камата да дадат, он дава со 20, знаете. Но не излезе дека консултиравме само астролози, што велат звездите, што велат бројките, нумеролози, а и пророштвата за тоа што ќе се случува со Република Македонија. Во ова досие прашавме и луѓе кои што се занимаваат со безбедносната ситуација и добро ја познаваат. Златко Кецковски го прашавме што ќе се случува со Република Македонија од безбедносен аспект. Еве што тој вели, какви денови ја чекаат Република Македонија и кој е излезот од сето ова што ни се случува сега. Сметам дека и македонскиот народ и политичарите во Република Македонија излекоа поука од 2001 година дека радикалниот начин на решавање на проблемите не доаѓа со намера на смирување, односно со намера на долготрајно решение, туку се едноставно испразнување на страсти, би рекол дури и ниски страсти на една групација на луѓе. Мислам дека ова е 21 век, ние сме европска држава, имаме европски манири и дека нема нити опасност, нити воопшто гледам причина зашто би дошло до било каков воен конфликт. После еден временски период, ние не можеме точно да кажеме месец, 2, 3, 5 или година, но после одреден временски период, доколку не се слушне гласот, сега се уште луѓето кои што се на улица чекаат да им се слушне гласот. Ја верувам дека тоа многу брзо ќе се случи. Но доколку не се случи, се разбира дека после тие на некој начин ќе станат погласни. Погласни значи и радикализација. Не верувам искрено дека ќе дојде до тоа, бидејќи сигурно дека ќе бидат земени во предвид нивните барања. Доколку тоа не се случи, тогаш се разбира дека е можно и порадикално делување. Иако никој од нас не го сака тоа, иако мислам дека и политичарите се доволно свесни да го земат тоа во предвид. Вие не може да правите и да носите некакви одлуки кои што ќе бидат во директна суштинска спротивност на она што го бараат 100.000, 200.000 луѓе секојдневно на улиците. Едноставно не е возможно тоа. Мора да биде јасно. Луѓето кои што се излезени на протест, едноставно бараат да се трне таа тиранска платформа. Чи платформа која што е направена во туѓа држава од туѓ премиер, кој директно се вмеша во работите на внатрешните работи на Република Македонија, што е недозволиво и недопустливо.
А што велат овие астролози за тоа какви ни се политичарите, кои се седи во собраниските клупи, какви се политичарите според хороскопските знаци, кој од нив може би носел добро за Македонија? Оние кои што ние ги снимавме во ова досие имаат различни мислења. Еве што велат. А интересна работа, знаете ли која партија има исти роден со Хитлер? Која? СДС, на 20 април. Интересна работа, еве, например, астролошки гледано, ВМРО е создаден на 17 јуни. Значи, он е во знакот на близнаци, значи, он е комуникативен и секојаш има поддршката и со народот. Со обичниот човек е прво. Оте обично во струјата трето поле со комуникација, роднини и така врски. Многу брзо е воспоставува врската. Додека овенот ги прави наглите чекори, а овенот дава со сила. Имате, знаете, 4 касти кои се важни. Тоа се брамани, кшатри, шудри и вјаши. Тоа значи дека треба во државата да управуваат браманите, бидејќи се тие највисока каста на свесност и на знаење и на духовен капацитет. А кога втората каста управува, а тоа е кшатри, тогаш е во наводници лошо за државата, од проста причина со кшатриите имаат таа војничка карма, знаете. Во Македонија, например, има доста кшатриски или доста војнички пратеници во наводници. Што долгорочно, например, само понекогаш од безбедносен аспект е добро, бидејќи знаете да ја заштитите државата, они треба да имате војници, нели? Меѓутоа, од економски, од културолошки, интелектуален, они се лоша опција. Значи во Македонија во моментов имаме во парламентот или генерално гледано во политиката повеќе војнички настави. Па еве во парламентот, например, ВМРО има војничка кшатриска енергија, претежно од нивните пратеници и од нивната партија, додека што и коинцидира со партијата ЛАФ и со знакот што го имаат. Од друга страна, СДС, например, има повеќе некоја браманска има на некои делови, меѓутоа има и таа трговска. Значи, земја на јарец, бик, значи се јавуваат како знаци. Земјаните знаци се добри за некои принципијални конзервативни политики, например, кога е во ред со државата, нели, ама не се снаоѓаат генерално во кризи, затоа што во кризи, знаете, треба да бидете стабилен знак. Тука браманите се добри, во Македонија браманите или оние што се највисока и интелектуална и духовна и, како да ја кажам, и политичка елита моментално не се пројавени према мене. Тоа е што се однесува до политиката, но што се случува со природните и елементарните непогоди. Изминатата година македонците ги уплашија и поплавите, ги уплашија и земјотресите. Што велат звездите и што велат пророштвата? Треба ли да стравуваме оваа година и во наредните години од други елементарни непогоди? Еве што велат. Оваа година, значи, може да се каже дека повторно тој летен период може да биде малку поосетлив, затоа што Македонија во август од јули па до септември, рековме во картата е малку поосетлив тој период генерално, али мислам дека може да се јас се надевам дека нема да се повторат како од ланската 2016 Видело ли значи. поплавите во звездите на Македонија за минатата година се гледаат? Беше даден денот за поплавите. Јас тука само се мислев, затоа што една анализа бара многу денови, верувајте, се мислев само, бидејќи испод пишува Балкан, значи под тој ден, само се мислев дали ќе биде, значи, земјотрев, дали ќе биде поплава некоја или евентуално некој посериозен, да кажеме, настан. И сега го елиминирав од тип на некој политички или воен инцидент, пошто немаше толку фактори, али затоа повеќе имаше како можност да биде природна непогода. Меѓу тие две беше тука во опција да биде и поплава. Значи, беше даден денот, значи, не беше децидно напишано дека е поплава. Значи, ли беше напишано Балкан како опасен, да. Да, тој ден, баш и на тој ден, тоа што беше чудно во 2 дена тоа се случи, значи. Уствари беше напишано 24-26 ми се чини и тогаш беше настанот, да. А сега велите август месец, јули
бидоа во тој период? Генерално, значи, оваа година има едно затемнување во светот, во Соединените Американски држави тоа. И ова затемнување, значи, го поларизира пред тој регион, како неповолен, меѓутоа тоа се одразува врз база на определена статика и на други региони на светот, не е само Америка. Значи, може да се очекува дека кај нас, евентуално, кај нас зборам генерално, значи, регионот на Балканот, дека во тој јулско-августовски период ќе има некоја осетливост од тоа затемнување, знаете. Сега не би ги стварно спекулирал, пошто за една таква информација треба многу повеќе да се анализира. Јас ги спомнав иначе на почетокот на годината некои денови што за светот, да кажеме, да. Но да не зборуваме само за лошите работи. Ги прашавме овие астролози што мислат и тоа што е добро во Македонија, во кое поле ни се најголемите успеси, кои се годините кои што не чека успех. Картата на Македонија, значи, имаме многу планети во петото поле, тоа е креативно поле, тука доаѓа филмот, уметноста, тука доаѓа драмата, пошто сепак се наоѓа во лав, може да даде делови од науката, субспецијални делови од науката, значи што се врвни, по некој пат дава и типови на туризам со организации, значи организации во секој вид, значи таа некоја компаративна предност на планинскиот туризам или на езерскиот туризам кај нас треба да се искористи и духовниот туризам, религиозниот, дефинитивно. Од другите планети, значи, Сатурн има еден аспект со Венера, 4-10 поле. Сатурн, знаете, со рудници делумно врзан меѓу другото, во Јарец. Има нешто под тлото на Македонија што би можело и тука да биде наш бенефит компаративен, значи, збориме рудното богатство нешто. И обично најдобар простор за развој е оној што е врзан со северо-исток, бидејќи таму доаѓа таа браманска енергија и таму е најсвесниот дел. Северо-источното поле на Македонија, например, кај нас фаќа некои делови од Софија, значи, и од Солун, значи, тоа парче кон Турција. Значи, таа диагонала кон Турција, генерално, избориме како диагонала, земено од Македонија е генерално окей, а меѓутоа тука има една додавка, на тој дел ние немаме водни ресурси, знаете. Обично се вели една држава напредува кога северно-источниот дел е вода или има некои езера или има поголеми количини на вода и така. Кај нас, освен до Иранското езеро, Брегалница е тука нешто, ние немаме тамо некој поголем воден капацитет. И уште една додавка, значи Скопје моментално, ако го погледнеме на било која мапа, нели, главните патишта се таа Вија Игнација и ова, значи, од Солун, нели, до Београд и нагоре до Виена, како што одат, меѓутоа и имаме и една Куманово, значи, пресекување кон Тетово, така. Меѓутоа, тоа се само некои 4 главни, ајде да кажам, магистрали. Кога во Македонија тие ќе ги направи колку што се краците на нашата знаме, нели, ако се направат 8 да биде во Скопје, ја мислам дека во тој момент нашиот стандард ќе биде сигурно преку, да кажеме, во просек на некој сега словенски стандард што би го имале. Значи, важно е тоа во еден град, значи секој од тие комуникации се како крвоток на државата, знаете. Моментално се тоа 4, треба и тие да бидат 8 барем, знаете. Така да тие два елементи се важни. Ја очекувам крајот на 2018 и 2019 да процесот на Македонија, бидејќи Сатурн влегува во 10 поле, во поле на кариера, значи на врховна власт, да се стабилизираат сите работи. Значи, делумно, значи, ова година можеби делумно почетокот на 2018, но после сосема друга приказна што вела старите. Што вели другата приказна? Што не чека? Па од 2018 втората половина, Сатурн е во 9 поле, оптимизмот се враќа, а сега во 7, значи популарноста Македонија ќе добија. Интересно е што дел од овие предвидувања на астролозите за тоа што ќе се случува убаво со Македонија се поклопуваат и со едно старо народно, велат, предскажување на дедо Зафир од Шопско рударе. Според неговото предскажување, вода ќе го открие богатството на македонските цареви кај Цоцев камен. Интересно е што овие наши астролози исто така и днината на Македонија и благосостојбата ја поврзуваат токму со водата и со земјата на Република Македонија. Пресно е што Македонија, скоро сум убеден дека како ќе
ги зголемува во наводници водите, значи како ќе го тој речен слив дефинира, збориме, значи зголемува значи на секаде, али при тоа како некој североисточниот дел посебно, тогаш и така и ќе напредува, значи. Од тука треба да поминува рускиот газ нафтовод и брзата пруга на Кина. Поточно патот на силата. Овие предвидувања на астролозите секако не треба да не исплашат, не треба да мислиме дека црни денови ја чекаат Република Македонија, бидејќи како што и самите велат. Звездите и астрологијата се тука да ве предупредат дека зависно од тоа кој пат ќе го фатите, таква карма ќе ви донесат звездите. Значи ние ако не се конфигурираме до 2018, зашто јас ова го говорев значи пред 10 години за 2016 и тоа има текст може да се најде и во весниците е напишан и на нет објавен, кај што се говореше за овој период дека не смееме да го дочекаме неспремни заради тоа влијание што тек допрва го дочекува Балканот, нели? Е сега ако сите овие нешта ние ги искористиме како некоја наша компаративна предност, значи кохерентно се поврзаме меѓу себе, а и модерно и инклузивно, нели? Али од тој момент ние можеме да се надеваме веќе во овие тешки години, тука е тоа раху, така делува. Она што е најлоше да ви даде најдобро знаете. Баш тие години да бидат за развој. Така да тука не би можел да ја кажам таа информација дали ние ќе го искористиме тој момент, али јас се надевам дека и ова ќе биде во тој контекст кажано и доколку значи само малку се потрудиме, према мене да се поврземе повеќе меѓу себе, тогаш овој период ќе биде период на развој, значи збориме после баш тој што е критичен период за Балканот, знаете. Да, дефинитивно после 2018-19. После март, што пишува? Значи, сонцето влегува во прво поле, значи енергијата се враќа и мора да дојде до овој, значи неминовни се предвремените избори, бидејќи кој да формира малтиска влада и овие човека со 67 пратеnika не може да функционира. Втора работа, Заев е во една незавидна положба, не би сакал да сум во негова кожа. Али моје мислење е дека еден добар дел од таа негативна енергија се потроши, еден добар дел не очекува, бидејќи и спомнав дека ова можеби некоја внатрешна криза во Македонија треба да се рефлектира можеби на економскиот сектор во мај. Мислам дека е малку сложена, тешка година, али мислам дека може народот има мудрост да го надмине ова како криза. Ние самите ги создаваме добрите и лошите страни, значи нашата реалност. Планетите се тука само да насочат на време, значи на време да информираат, на некако, да кажеме, да предочат дали постојат опасни години или не, а ние тие влијанија треба да ги искористиме и да ги трансформираме за наш бенефит, нели? Хороскопот не ни е црн, како можеме да го окарактеризираме? Проблематичен, добар или? Проблематичен е, али црн за да нема Македонија не е. Македонија нема шанса да не постои, тоа е света земја, може да се ублажат многу работи или да се блокираат, спречат да последиците да бидат помали. Да се надеваме дека Македонија и македонскиот народ ќе успеат да придобијат онаа позитивна карма. Сепак и звездите велат дека не чекаат и убави денови во Република Македонија, дека малку покомплицирано и потешко стасуваме до нив, но сепак ќе стасаме. Дека не плашат овие предвидувања, да се надеваме дека веќе нема да има потреба македонскиот народ да го прави ова што го прави за да го зачува своето достоинство. Имајте во предвид што велат звездите, можеби можеме со нашето однесување нешто да промениме. Сепак најубаво е да сме оптимисти. Македонија постоела и ќе постои, а и звездите го потврдуваат тоа.